Едноставен е документот, треба приходите да ги надминат трошоците. Во тој случај сте рентабилни и математиката е позитивна. Доколку се работи за инвестиции над 50.000 евра прифатливи трошоци, се изработува деловен план согласно опатство, кој што го имате и вие во вашите комплети. Тој е малку по-обемен документ. Во врска со подготовка на документацијата и помош може да се обратите во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството АПРЗ, агенција. Имаме представник тука? Има? Ета. Колегите од агенција ќе ви помогнат да делат на информација околу подготовка на документација. Истиве образци што ви презентира се може да ги најдете електронски на нашата веб страна или тоа е www.ipart.gov.mk, тоа е телото за управување со ИПАРТ, или ipart.gov.mk, тоа е платежната агенција. Имате позади на папка. Износ на финансиска подршка. Како што кажав, се работи тука за грантови, помош. Без потреба да враќате нешто до 65% од вредноста на прифатливите трошоци. Минималната вредност на доставениот проект што го имате до агенција треба да изнесе 1500 евра без ДДВ, додека максимална вредност може да биде до 1.000 евра. За целиот време трајање на ИПАРТ програмата 14-20, ќе трае до 24 година, може да поднесете повеќе проекти, не е ограничен бројот на проекти што ги поднесувате, меѓутоа вкупната вредност на вашите проекти на кофинансирање не треба да изнесе околу 1.500.000 евра. Има значи пари, има можности, а буџетот не е програм. Од вкупната вредност на грантот 75% е буџет на Фондот за рурален развој на Европската унија, ЕАФРД, додека 25% е национален буџет. Од тој грант што го добивате вие. И другото е ваше, 35%. Тоа е во делот на можностите кои ги нуди оваа мерка. Ова се податоците, информациите кај може да се јавите на овие телефони или на нашата веб страна и веб страната на платежна агенција да поставите прашања и да комуницираме во делот кога ги подготвувате вашите проекти. Предлагам сега колегата Никола од платежната агенција да премине кон кратка презентација на процедурите како се во агенција, поднесување на барање кои документи треба и така натаму. Потоа да отвориме дискусија за ваши прашања или разработка на некој проект што ви е од интерес да видиме што треба да се прибере за тој предлог проект. Заврши неговиот дел, нивната презентација, чисто беше прикажано што всушност опфаќа оваа мерка, за која што теком е објавен јавен повик, кој може да се продаде како корисник, односно кој може да аплицира, може да поднесе барање, и по кои типови на инвестиции, односно кои дејности се прифатени со оваа мерка. Колегата ги презентира можностите на програмата, типовите на корисници и прифатливите трошоци, а ние како агенција која што ја спроведуваме програмата, чисто ви кажуваме каква е постапката за вие дојдете утре до тие финансиски средства. Јавниот повик е објавен на 4 октомври, оваа година, истиот завршува на 18 овој месец, со најава дека поради тоа што се уште немаме ни една апликација, а голем интерес поради тоа што толку време немаше, скоро 2 години немаше еден повик за оваа мерка, да се продолжи согласно законскиот рок до 15 дена, односно тогаш би бил крајниот рок би се пролонгирал до 3 декември истава година. Во тој рок
секој од вас кој што е нели заинтересиран, нормално зависно од типот на инвестиција, зависно од тоа кај се пронашол, потребно е да поднесе согласно тоа уредно попълнато барање. Значи тоа е сега барање, значи да уредно попълнато согласно насоките, согласно овој образец што е тука, заедно со потребната документација, која што е исто така составен дел кон ова барање, кој што има посебен дел кој што може и да се штиплира, значи дали одреден документ е доставен и дали документ треба или не треба да се достави. Документите се разликуваат од тоа дали се нели физички или правни лица. Од кој ќе се приберат документите. Се има постапка на поднесување, постапката најчесто некој се случаи во кластери да се поднесе на станот за поголеми инвестиции кои што вклучуваат градба. Меѓутоа најголемиот дел ги доставуваат во затворен плик, каде што во горниот лев ало се пишува не отвари, зајавен број 01/2019, мерка диверсификација на фарми и развојни бизнеси. Може да се поднесе начинот на достава на тој плик може да биде по препорачена пратка, преку Македонска пошта и останатите акредитирани друштва кои што вршат така наречени препорачени пратки кои што ќе состои точно денот и времето, часот на поднесување, или пак да биде директно во просториите на агенцијата, односно во архивата на агенцијата. Поголемиот дел од документите кои се доставуваат имаат соодветен рок на важност од минимум, односно максимум, треба да 3 месеци од датумот на објавување на јавниот повик, значи рокот на важност на документите, секогаш се очекува да биде понов документот, но исто не сме постар од 3 месеци. Се мисли да не биде постар од 4 јули оваа година, затоа што јавниот повик беше објавен на 4 октомври. Поголем дел од документите, освен самоодредени, се со рок од 3 месеци, а само 2 документа, а тоа е уверение за платени даноци и притонеси. Тоа се вади документ поставен кај вас во даношното линија од општината. Тоа е со 1 месец важност и доколку објектот, односно доколку земјиштето е под залог од одредена банка, и тој документ исто така не треба да постар од 1 месец, односно истите тие 2 документа би треба да бидат постари од 4 септември 2019 година. Сите документи кои што се поднесуваат во прилог на барањето, целокупната документација која што е наведена во самото барање, мора да биде во оригинал или во копија заверена на нотар. И доколку се, да речеме, документи од странска држава, доколку не се од Македонија, истите треба да бидат преведени од областен судски преведувач, да бидат придружени со областен превод. Покрај, најчесто се мисли кога збориме документи од друга држава, тука се мисли на понудите, значи најчесто понудите се тие кои што доаѓаат од странска држава, и истите треба да придружени со соодветен превод и со соодветен документ со кој што ќе прикаже нивната собственичко-управувачка структура или така наречена македонска тековна состојба. Ние се викаме тековна состојба, кај нив во секоја држава посебно е документот во кој што ќе се утврди дали таа дејност, дали друштвото кој што нуди понуда се занимава со таа дејност, се бави со таа дејност, и се собственици односно управители во тоа друштво. Тој документ мора да се достави од странство и да биде преведен. Самиот документ, без разлика дали е понуда, дали е потврда од општина Делчево дека нејзината инвестиција, односно инвестицијата на барател во согласно со стратегијата на општина Делчево, мора да биде со соодветен формат и со соодветна валидност. Во која смисла? Секој документ треба да биде издаден од страна на соодветниот орган или правното лице, да биде заверен со печат и подпишан од лицето кој што го издава. Се случува и физичко лице да нуди одредени услуги, пред се мисли на консултантски услуги или некој вид тако, со тоа што доволно тој да даде понудно, да има меѓусебен договор, само заверен со подпис. Постојат 2 типа на документи, кои што секако документи кои што вие ги доставувате во прилог на барањето, кои што се наведени во самото барање, и документи кои што се наведени во упатството, кои што ние ги приговуваме по службена должност. Точно се знае за кој тип на барател кои документи е потребно да се достават. И воедно, освен што се делат на документи кои што вие ги доставувате по службена должност, се делат и на документи согласно типот на барател. Ајде да речеме пример, за правно лице потребно да се издаде од централен регистар потврда за стечај, потврда за ликвидација, потврда за потрошачна и така нататък. Потврда дека е едно лице одговорно и вредно работна должност. Кај физичките лица тие документи воопшто не се ни доставуваат. Овде се накратко само барателите дека се делат во 2 типа, физички и правни лица, и се знае, правни лица се подразбира само оваа мерка, може да аплицираат за другите, и правни лица кои што се вработат на микро или мали предпријатија, односно до 9 вработени и до 49 вработени лица.
што подразбира административната обработка која што ние како службеници значи ја вршиме, која е нашата должност во агенција. Од кога ќе се поднесе барањето, секој барање значи се добива соодветен архивски број, значи се архивира, се заверува, се прими. Се врши соодветен прием и евиденција на тоа барање. Следната фаза се делат на две категории, значи административна контрола на барањето и контрола на лице место, значи административна проверка. Што се подразбира по административна проверка? Под административна проверка се проверува дали имаме комплетно барање и дали тоа барање освен што е комплетно треба да е соодветно. Што подразбира под комплетност? Под комплетност на барањето разбираме дека сите документи кои што се наведени во тоа барање и кои што се потребни за одреден тип на инвестиција и за одреден тип на барата се доставени во пликото согласно начинот на достава кој што е направен. А под соодветност на барањето се подразбира дали одреден потенцијален корисник, односно моментален барател е соодветен за користење средства по таа мерка. Во проверка на комплетноста се гледа само дали документот е доставен и дали е валиден. Која смисла? Доколку се издаде имотна листа, пошто еден од случаите од документи во оваа постапка мора да има уредно регулирани имотно-правни односи. Ако документот е постар, да речеме ако е во рокот важност од 6 години, од 6 месеци, во тој случај тој документ е невалиден. И ние имаме право да го одбиеме барањето и за еден документ, ако тој документ се достави како невалиден. Во таа смисла се проверува валидноста на документот. Доколку документот, како што кажам, мора да биде или во оригинал или копија на заверена нота, со исклучок на одредени документи како копија од лична карта, кој што е само копија. Докато се достави одреден документ во копија, исто така се смета дека тоа барање не е некомплетно и ние го отфрламе со соодветно решение. Нешто што е ново, што прв пат се спроведува во овој јавен кодекс согласно измените на законот во септември месец оваа година, дека барањата во моментот на поднесување мора да бидат комплетни, односно да бидат уредно пополнето барање, целосно да биде пополнето со типот на инвестиција, предмет на набавка и податоци лични. Значи за барателот, а воедно потребно да ги содржи сите пропратни документи кои што се наведени во самото барање согласно формата која што се бара. Со други зборови, како порано, некој може од нас биле корисници или баратели и така, порано се поднесува и празни барања, кои да се запази рокот. Имате право на дополна, значи докато сте некомплетни имаше право на дополна, сега нема, сега мора стартот да бидете комплетни, со цел да се заврза оваа постапка. А секако, не значи дека немате право на известување, дека ние нема да ви известиме доколку нешто ситно фали во одреден документ, да речеме доколку во одредена понуда фали, нема доволно техничка спецификација, доволно опис за свој предметот на набавка, или ако нема нели земјана потекло и производител, што секој документ во барањето е уредно и во пацот е наведено што треба да се одржи точно детално. Како што кажав, претходно, секој барање кој што е некомплетно, сите документи се одбива, а кога се проверува значи комплетноста и соодветноста, се проверува дали барањето ги исполнува условите кои што се наведени во програмата, односно во секторската спогодба, согласно секторската спогодба која што нели изгласана во собрание и врз основа на кои услови ние како држава која што е корисник на тој инструмент, како земја кандидат за членство во ЕУ, значи ги користи средствата кои што ги доделува ЕУ за сите потенцијални членки на ЕУ. Што подразбира контрола на лице место? Контролата на лице место е фазата кога вашето барање ќе биде комплетно и соодветно и ние како службеници, пошто сме од неведнаш на конкретен случај јас како службеник во сектор за одбрана проекти, пуштам налог до колегите за контрола на терен и истите вршат контрол на лице место со кое што се врши дали тоа кое што се спроведува, дали тоа што е доставено во хартиена форма, тоа што административно ние го контролираме на хартија и на вистина на терен, со цел да се утврди фактичката состојба на терен, да се потврди тоа што вие го имате наведено во текстуален дел или во приложената документација. Постојат неколку контроли кои што се вршат. Првично се врши контрола пред одобрување на финансиската подршка. Вториот пат се врши контрола откако вие ќе реализирате инвестицијата, ќе поднесете барање за исплата и за повраток на средствата. Тука се врши контрола пред исплата и се вршат и постконтроли откако, драј Боже, нели би били исплатени, кога би било повраток на средствата. А доколку станува збор за малце по-комплексна инвестиција, каде што ќе вклучува градежни активности, се врши и така наречена контрола за скриени работи,
со цел да се потврдат сите оние фази и елементи кои што се вградуваат во оградбата, а кои што се невидливи, тука пред се мисли на електрични инсталации, водовод, така натаму. Кога би се одбило барањето? Барањето се одбива доколку се поднесе, пример, да речеме на 19 ноември, доколку не се пролонгира рокот, или доколку се поднесе на 4 декември, ако се пролонгира. Значи, после рокот кој што е наведен точно во јавниот порук. Ако е некомплетно, несоодветно, доколку се прикаже преку деловниот план, односно или техничката додава, дека самата инвестиција е финансиски, економски неодржлива, и доколку барате средства за вредни трошоци кои што не се наведени во листата, пошто има посебна листа во кој што се наведени кои трошоци, за кои трошоци може да се користат или средства и се разбира за секој тип на за секој приоритетен сектор си има одреден тип на прифатливи трошоци. Следната фаза во случај доколку не се одбива барањето комплетно на барањето соодветно, согласно значи на рамките на буџетот, како што каже колегата 16,5 милиони евра за овој јавен порук. Финансиска подршка е одобрена, можности има да се искористи. Ако е комплетно и соодветно, се носи решение од наша страна со кое што се одобрува таа финансиска подршка и потенцијалниот, значи тогаш веќе барател станува веќе корисник со потпишување на договор со нас во просторите на агенцијата, во кој што се уредуваат меѓусебно односите и обврските на двете договорни страни. Со други зборови се потпишува така наречен еден облигационен однос, тоа е во согласно закон за облигационен однос и согласно значи се потпишува партнерство со агенцијата во кој што точно се насочува што му е доделено на странката и по кои услови има право значи да ги искористи средствата до кога му е рокот на важност и до кога може да реализира и до кога може да достави барање за исплата. Нешто што колегата го спомна е дека минимум инвестиција предложен за овој јавен порук за е околу 91.000 денари, значи 1.500 евра, мора да биде минимум прифатлива инвестиција која што се поднесува, а максимум што може да изнесува е 1 милион. За програмскиот период може да се аплицира неколку пати, значи доколку едната се реализира, значи повторно се поднесе. Станува збор за една покомплексна материја за која што може подолго време да се збори, чисто накратко ние прикажавме за да се знае кој може да конкурира и кој може која е поставката за да се поднесе барање. Сега би сакал преку примери, доколку некој аплицира се разбира, или дури ако некој сака да аплицира, со конкретни прашања да најдеме некој решение да ви даеме насока.